Ракометарите на Текстилец го загубија дербито од средината на табелата со тимот на Аеродром, откако скопскиот тим славеше со 37-32 во последното есенско коло на првата лига. Од самиот почеток домаќинот започна да гради резултатска предност со која постепено се одлепуваше во однос на тимот од Штип, па така на полувреме Аеродром имаше предност од 20-15, односно плюс 5. Во втори дел од мечот беше рутина за скопскиот тим кој со победа од 37-32 ја затвори 2025 година. Со по 7 гола најдобри стрелци беа Давид Аврамовски, Михајло Атанасовски кај тимон Аеродром, додека пак кај Текстилец најдобар беше Филип Джинес кој воено беше најдобар на самата средба со 9 поголуци, што се однесува до оснатина од превере. Тимот на Драчо јуниор забележи убедлива победа над Шампион со резултат од 26-43, а пак Партизан немаше проблеми како на тренинг рутински го добив енерџијата Кичево со високи 44-26. И Ехона со тесни 23-25 славеше на гостувањето во Ресен над екипата на Преспа, а пак Вардар Неготин убедливо го доби составот Новче поле од Свети Николе на домашен терен со резултат од 43-34. Колото се затвори утресно над преверот меѓу Мултиесенс и Македонија Ѓорче Петров, со што ќе биде познат конечниот изглед на самата табела, иако овој надпревар нема да има големо влијание на самата табела по одигрувањето на истиот. Есенски шампион без ниту еден пораз во првата ракометна лига Младост од Богданци со максимален ефект, односно 12 победи од 12 надпревари и 24 бодови на своето конто.